Štip je jedna od žrtvite na napadot na Jugoslavija v 1941. godina. Bombarderite odnesoa blizu 200 човечки životi. Na 6. april pred 77 godini zemljete na fašističkata oskago napadna тогашното кралство Jugoslavija, a Štip kako strateški važen završi među gradovite od Makedonija so najmnogu човечки žrtvi od bombardiranjeto. Во првиот налет германските сили, односно авиони, што доаѓале од исток, се спуштили ниско на источниот дел на градот и коритото на реката Отија, фрлајќи го својот смртоносен товар врз незаштитното население, навраќање авионите со низок високи простор, кој материализира коритото на реката Отија во горниот дел на градот. Од овој прв налет на градот беа убиени и ранети повеќе од 100 војници на четата за врски и од комората на Брегалничката дивизија и бившата југословенска војска. Нападот на Оската создал хуманитарна катастрофа во Štip. Очевидци со децении раскажувале за страотната гледка во која низ малиот слив на реката Отиња течела крв наместо вода. Половиниот час по првото беше извршено и второто бомбардирање. При тоа најмногу беа разунати опожарени реоните Горно Мало, Тузлија и делови од Грчавското Мало Подисерот. Од овој варварски напад беа уништени многу куќи, меѓу кои и зградата на старата болница. При овој налет градот бил скоро целосно разрушен, опустошен. При нападот животот го загубиле 54 лица, 22 лица биле тешко ранети, а 10 се водат како исчезнати. Страшните слики од тоа време се уште се свежи во сеќавањата на очевидците. Тука беше 41 година кога дојде германци, бомбардување направи половини Štip, изгоре го. Стоката сгорени, народи изгорени, потрпани тамо, многу души останаат по урнатина како минира германците. Смрдеше госпожа у градот. Ајде селаните, акција со коли воловски, конски коли, немаше тога коли, камиони. И чистимот, ама многу народ погина. 77 години потоа Štip се поклонува пред споменикот на жртвите од тоа време. Нивната смрт означи една нова ера од животот на градот, која заврши со ноп и конечната слобода.